Да. Ама знаеш ли што друго на истава тема и самата малце начнавме преска со менаџерите. Ај смената е технологијата, ама заради смената на технологијата, комплетно е сменет типот на како артист се пробива. Порано било многу се знаело кои биле чекорите. Менаџер, куќа, продукцијска, дистрибутерска мрежа, вадиш албум, го бутаме по радија, иде ова и тие се чекорите. И така дури и се мерел успехот. Спотови, емисии, Артистот стигнал до ваму. Нареден албум стигнал до ваму. Матинум најпродаван вако. И се знаат продажбите ово оно. И сега во можеби се уште постои некоја хибрид верзија на ова, ама кој би ти бил тебе патот ако ова веќе не е случај? Веќе не е тој случај на пробивање. Ние начнавме маце, social media, треба сама, ваму таму, ама како... Сега па јас сум на твое место, ја не разбирам па како е денес. Преку Spotify, ти не знаеш што е касета, ама па ја не знам како ти денес функционираш во индустријата. Како функционира индустријата? Јас искрено не сум размислувала, сум размислувала на прашањето, само што стварно немам конкретен одговор. Зошто сум размислувала и некако се некако сум пробала, не сум пробала. До сега имам пробано само на стариот The Old Way да пробам, со тоа што си со композитор конкретен, со продуцент, со менаџер, класично да ги истурка тие работи, нели да те пробие, да ти нели да ти остави контакти, да комуницира со луѓе, да ти договори свирка, да ти договори настап со авторски со не, застанува позади тебе таа и таа куќа, одиш, се договараш. Сега и баш во преговори нешто со Croatia Records требаше да бидеме за ова хрватскава продукцијска куќа, за хрватските материјали нели што кидат на фестивали и што биле. И сега да речеме тоа ми е првиот чекор. Чисто тој old school начин за да некако да допреме и до публиката што останала да гравитира во тие кругови на продуценти и луѓе. Океј. Значи тоа си постои се уште, океј. Па да, си има, например има многу од случувањава до сега каде што имав искуство, многу од договарањата одат по таков начин. Ти се јавува, слушај, сакам тој и тој да, мислам на композиторот конкретно му се јавуваат, сакам тој и тој да дојде со тој пеач, учествува, ја буткаме ваму, договараме, ќе дојдат луѓе од продукцијската куќа, слушаат, да потпишете договор со нив. И тоа као реално тоа е по old school, затоа што порано нели така, мислам, дојдете слушаат, record labels, да, точно и така уште функционира. Да, кешарица и после не, мислам, ама сега многу сте по индепендент. Да. Некој српски го гледав негде некако, не знам. Не ги пратам, не знам, ти војаш мојаш. Да, деликатно. За Spotify збореш. Како вика, го градам Spotify каналот, не знам, поише имало од view пари, бла бла бла, потешко е да се изгради, од views, downloads, бла бла, не знам како функционира. И се тоа е многу полесно може да пукне некако. Да. Па тоа е новото време. Ова претходниот начин порано постоел затоа што ако не е тоа не знам ни дека постоиш. Ја како слушател, не знам ни дека постоиш, дур дистрибутерска куќа и продукцијска куќа не та стаи негде, кај што јас слушам. Сега тоа се уште постои, окей, ама и постои YouTube, Spotify, Instagram. За ја те знам уште пред да те буткаат тебе менаџери. Тоа е новото. И сега у тие случаи имаш екстремни случаи, пука на YouTube 100 милиона views и кој беше тој или има неколку такви YouTube артисти кои што буквално влагаат на светот само за тоа што снима нешто дома, пука тоа на YouTube 100 милиона и после тоа back the old school. Ајде па менаџерите, ајде па договори. Да, некако таа центрифуга, јас зошто одлучив свесно да не притискаме одма на социјалните мрежи за да го задоволиме критериумот на оние кои што се уште во музичкиот свет почитуваат the old school way.
да пројде, значи преку тој филтер на продукцијска куќа, рекорд лейбл, окей, ја дознале и таму, вториот чекор, више пласман кај што ќе тропам. Мислам, ова е као некоја здраворазумска видна, своевидна логика, затоа што на пример уствари самите искуства, тоа не беше некој свесен чекор конкретен, признавам, али самите искуства некако го наметнаа тоа прво да се пробиеме на преку рекорд лейбл, дур не недознат, затоа што се уште некои од да речам некои од пола битни, пола небитни фаци од аспект на актуелност, што држат конци, го почитуваат тоа да пројде сепак низ тој филтер те препознал рекорд лейбл, те препознал овој, што за мене се уште е стандард. Пак тие се валидацијата што треба да. Па до како за македонските артисти србите. Па пола, затоа што на пример повеќе ми се чини тука кај нас се уште важи тоа. Ама колку понадвор, колку поевропски горе и западно, Америка конкретно, апсолутно одат, значи става на TikTok видео. Пука, да. Пука viral, значи 100 милиони еден ден. После ја подпишуваат продукцијска куќа. Да. Значи, пак е стварна некако мас култура, зависи многу, според мене зависи. Генерацијски, да. Зависи. Тоа што на крај на денот треба концерт негде да се прави. Тоа треба да организира. Сега концерт на TikTok, дечки, дојдете на стадион, ќе дојдат и полиција. Да. Ти куќата ќе изорганизира што треба, бини, продукција, ово, оно, а ти после на TikTok пуштија, знаеш, програмата. Имаме концерт. Така. Така што окей, си работат и двете гранки. Па едните на пример притискаат некако е као не е центрифуга, туку како буквално континуумот вака ако е. Едниве да се стрикно the old ways, а другиве да се новото, некако као константно има притисок како едново поише се наметне, па се враќаат луѓе на чекај record labels. И тоа е природни нели како еволуција се постигнува само. Тој сега според мене мислам можеби најдобро да се интегрира затоа што ако сакаш шо помасовно да сега вака, ако сакаш да си поконкретен артист, мора да одбереш таргет публиката која сакаш да ти е. Ако сакаш повеќе да си артист кој што е насочен не толку на комерцијална слава, ама конкретни луѓе да ме дознаат, го градиш тоа на начин што ако овде имам бенефит ќе земам, ако овде имам бенефит ќе земам и ќе го усмерам. Така, Од тој аспект таа либералност ја имаме денес како артисти, искрено, затоа што порано било нема шанси во 70-ти да те дознае ако немаш record label. Нема шанси, значи винили тука увелико све се дава онака масовно. Ако си спремен ти како артист да си инклузивен за двете опции, треба и ти самиот да си адаптабилен на сите жртви што одат попратно, затоа што има жртви во едно, имаш и во друго. И е као, нели, жртвата овде е да ризикувам дека нема да имам спонзори, нема да имам, мислам, нели, не мора да значи никогаш, ама затоа викам, ако целта на музичарот е на TikTok на пример си става затоа што сака да го препознаат, да се поврзе со луѓе што го прават истото, што одат во истата насока, во истото на пример госпел пеење и слично, ќе се поврзе, му треба само TikTok го дознаваат од госпел здруженијето, го зима, чао, јас сум on top of the world. Ако сакам да сум значи да речем класата на па да речеме класата на Леди Гага, мислам и тоа е едното и другото се класи, само што различни. Едново е на пример ако сакам да сум јас комерцијална звезда како Леди Гага, како мора да пројде низ еден филтер на затоа што и она самата кажува, мислам на многу интервјуа, тоа е многу неблагородно. Буквално јас имам искуство од продукцијски куќи каде што ми е непријатно да кажам што барале за да потпишам јас со нив и колкава е кауцијата која јас не се нафатам на тоа. Стварно. Да. И е многу е зезнато. Такви ситуации. Пред потпишување беше моментот и е многу мислам тие ставки се како да ви кажам. Ако не се согласиш ти на ова, 1.000.000 евра кауција, значи мора санкција да плаќаш. И ти го читаш тоа и си кажеш, ова не го потпишувам. Oh my God. Ама проблемот е во тоа што се што сакаш ќе имаш. Ама у таа ставката таму 192 продуцентот го има финалниот збор. Не тоа.
И тие се Браво. некои суптилни вака измеѓу и топло советувам секој кој што се нафаќа на таков некој момент обавезно адвокат. Значи за да го прочита тоа убаво и да ги најде дупките каде што може Ние потенцијално со да се ситно, ама ќе пројде и е многу језиво. Со тоа што пак ќе кажам, денес некако и продукциите ги имаат некако можеби пуштено конците заради тоа што знаат колку социјалните мрежи на своја рака ти можеш да постигнеш. Значи ги имаат пуштено и тие конци. Секој Значи си публицист сам за себе. Да, и некако така, джеп имаш. значи затоа во тој аспект некако континуумот се надополнува едното со другото. Природно Веќе некако тебе не има. ти треба пиар да те турка, објави го ваму како и да се тие види вака, кај га нема и да. ги порно Да, кој да точка мочка, не знам. Црно-бело. Точка мочка.